Добар ден, криптоентузијасти, како што ветивме, второ видео денес, а тоа е апдейт на портфолиото, со тоа што моравме да намалиме на 4 коини, едноставно верувам дека никој од вас нема време 2,5-3 часа да следи, значи да бидеме јасни, така да затоа и нели. Ви попуштам денеска ќе добиете трет дел апдейт на портфолиото со овие 4 коини, а доколку сакате ќе направиме уште еден четврти дел со дополнителни 4, нели. Ќе направиме гласање, не се секирате, ќе го добиете наскоро на каналот. Без брзање, значи знаете, сами се тоа ќе биде обработено доколку вас ви се допаѓа ваков тип на материја. Со тоа што денеска веќе во 5 часот го добивте видеото за геополитика и крипто. Зошто 2 видеа денеска? Затоа што ова е вонредна состојба, станува збор за да речем енормна ескалација која што реално има големи шанси да доведе и до нуклеарна ескалација. Иако тоа е мала шанса, значи не заборавајте дека моментално она што се случува посебно помеѓу Русија и НАТО и Европа е на некој начин полошо дури и од кубанската криза. Како и да е, значи тоа што не ви го кажуваат на Сител телевизија и на Канал 5, сакам јас да ви го кажам и затоа го направив ово видео денеска во 5 часот, веќе е достапно, значи на нашите канали. А денеска нормално ова е второто видео кое што ќе го направиме за апдейт на нашето портфолио со овие 4 коини за кои што ќе разговараме, а тоа е прво The Sandbox, па Uniswap, Hedera, Hashgraph и Algorand. Со тоа што уште еднаш сите оние кои што се дел од нашата заедница, би ви препорачал да го погледнете видеото кое што ќе го ставам во дескрипција на ова видео, а тоа е видеото со нашата промоција за Black Friday. Значи моментално нудиме попуст за сите оние кои што сакаат да станат дел од нашата професионална инвеститорска заедница, а тоа е Patreon заедницата. Значи ова е Patreon заедницата, ова е Patreon апликацијата која што многу едноставно, ако го следите ова видео, ќе добиете и значи видеото кое што го има во дескрипција, ќе добиете целосни инструкции за тоа каде може да најдете, значи на веб браузер, ако барате нормално на компјутер, или пак на вашата апликација, да речем, доколку сте на телефон. Како и да е, значи идејата е дека со вашето членство во нашата, пак ќе кажем, Patreon заедница или професионална инвеститорска заедница, значи ни помагате првенствено да можеме да го опремиме нашето студио уште подобро, да правиме уште поквалитетна материја. Значи добивме професионална камера, веќе ја објавивме, има слика на нашиот канал, може да ја погледнете во рилот кој што го објавивме пред неколку часа, каде што само треба истата да биде наместена, значи чекаме да дојде постојле за да можеме тоа професионално да го направиме како што треба. Како и да е, од сега па натаму ќе гледаме да ги правиме нашите видеа во 4K, но нели, чекор по чекор се движиме натаму, како што веќе кажав, од средствата кои што сме ги собрале од оваа професионална заедница ќе направиме и други работи, како организирање на настани, како и спремаме нов лаптоп со цел да можеме ова да го правиме на уште по висока, да речем, ќе направиме нели соодветна апликација која што ќе изгледа малку подобро визуелно и така натаму. Со тоа што добивате, значи доколку сте дел од оваа наша професионална заедница за инвеститори, прво ги добивате сите овие видеа порано, односно двете видеа се веќе достапни неколку часа на Patreon заедницата, некогаш дури еден ден порано ги добиваат. Со тоа што нормално, значи на апликацијата која што овдека ја гледате, ќе може директно да ги најдете на основната страна. Сега, значи на основната страна овдека буквално како да сте на најобична апликација како YouTube, се извинувам, може да ги погледнете сите овие материјали веднаш штом ќе бидат обработени. Тоа е практично нашата нова камера која што ја добивме Canon, со која што верувам дека ќе можеме да направиме подобри видеа за вас. Значи, освен тоа што ги добивате овие материјали порано, значи имаме една вибрантна, активна заедница која што моментално има свој чат. И на овој чат можеме да видиме дека заедницата објавува многу повеќе од мене. Погледнете и сами, станува збор за активна заедница која што буквално споделува едукација, информации, споредува портфолија. Сето тоа може да го најдете на нашата заедница, како што може видите, со тоа што нормално овдека, значи, не станува збор за никакво шилање, буквално споделуваме информација, едукација и секој донесува одлуки сам за себе, со тоа што имате и директни пораки до мене. Кога нешто ви е потребно, јас сум тука да одговорам на сите ваши прашања. Нормално гледам што можам повеќе, сега за сега успеаме да одговориме на сите ваши пораки и нормално еднаш месечно, а тоа ќе биде во оваа ситуација после завршувањето на оваа промоција, после 2 декември, ќе направиме посебен тип на лайв стрим кој што го правиме исклучиво за нашата Patreon заедница со цел да
разговараме со нив лице во лице, тоа е практично преку Teams апликацијата, Microsoft Teams, каде што буквално секој од вас ни поставува по едно прашање и ние одговараме на секој од вас. Уште еднаш ова се попустите за да може да влезете за првиот месец на нашата Black Friday промоција на нашата Patreon заедница, а сите оние кои што се веќе членови на нашата заедница во нивните приватни пораки, како што овдека гледате и сами, значи може да најдете линк. Тој линк буквално може да го споделите до било кој ваш пријател, фамилија, што и да е, кој што потенцијално би сакал да се приклучи бесплатно за еден месец во однос на тоа која категорија вие имате во нашата апликација. Со истата категорија ќе може да се приклучи за еден месец и да види како изгледа, значи, дружењето и на некој начин позитивните ствари на нашата заедница. Тоа е се, дополнително да не забораваме, значи во однос на најновите настани на нашата заедница, значи на 27 ноември ќе бидам дел од Crypto Hub Малта, значи уште една што е најголемата заедница, најголемата организација за крипто во Малта, која што веќе гостуваме по шести пат, значи ние сме стандардни гости, еден од редовните спикери на овој настан, каде што ќе разговараме за акции против крипто. Значи веќе го имаме обработено ово видео, може да го најдете во нашата плейлиста за напреден курс за техничка и фундаментална анализа, каде што значи сега веќе ќе биде ова дообработено затоа што имаме нови податоци кои што треба да ги вметнам во претходната презентација, кои што ќе изгледаат многу подобро сега. Како и да е, на 27 ноември во 7 попладне во Сохо, канцелариите во The Strand зградата во Гзира. Така да повелете, ако има македонци, ќе има доста, барем од моја страна сигурно ќе дојдат некои добри 7-8 луѓе. Верувам дека ќе има многу голема посетеност, затоа што знаете како после нов all-time high сите се заинтересирани за крипто. И да не забораваме, значи пак ќе кажам, ова е најголемата организација за крипто во Малта. И сега ова е веќе трет дел на нашето видео. Претходните две видеа може да ги најдете многу лесно на нашиот канал, тоа се едни од најновите видеа, може да ги најдете веднаш на првата страна или пак во плейлистата подкасти и работа на крипто на тимот Крипто Гимиџија. Да, уште една напомена, веќе го кажав тоа 5 часот, ќе го кажам уште еднаш. Значи, она што сте го виделе значи овдека ви покажува на некој од овие кои што ги гледавме, ви покажуваше некаков профит или загуба, така нешто. Значи да се разбереме, многу вакви профили имаме на CoinGecko. Значи имам профил за секој од нашите членови во заедницата. Сега не зборам заедницата Patreon, туку зборам мојата лична заедница, гимиџиите кои што работат со мене, кои што практично инвестираат, каде што сум јас одговорен за сите нивни портфолија, така да може да сте виделе или некој од, да речам, потенцијално оние мои блиски членови, или пак да сте виделе некој од оние 2-3 профили кои што ги имаме на CoinGecko за тренинг, каде што нели оние кои што се мои најблиски тренираат за инвестирање, потенцијално ставање во кој временски период на која валута, така да може да сте виделе некој од тие искрено, дури не ни видов дека овде ќе има нов фичер као покажува портфолиот, значи тоа не е нашето портфолио, го верувам, но како и да е, оставам на вас, значи ако вие мислите дека е така супер, но нели. Тоа е само да ви кажам, значи некој од членовите ми напомена, ви благодарам на вистина, значи тоа е приватна работа која што ние чуваме како приватна работа. Тоа што сме заборавиле некои од профилите на CoinGecko уклучен додека сум правил едукационен материјал, тоа е друга работа, но како и да е, значи само сакав да го напоменам ова. Сега продолжуваме денеска, прво ќе зборуваме за Sandbox, значи веќе ги обработивме овие 10 коини, XRP, Cardano, Ethereum, Render, Chainlink, ICP, Polkadot, Ondo Finance, Polygon и Artificial Super Intelligence Alliance. Со тоа што денеска почнуваме со The Sandbox. Сега, Sandbox реално гледам дека многу од луѓето на некој начин не се баш нешто посебно задоволни. Заборавате дека Sandbox представува игра, а најчесто за игра потребна е популарност. Популарноста кога доаѓа со ритейл секторот. Што се случува моментално? Се случува буквално тоа. Доаѓа ритейл секторот. Со тоа што моментално Sandbox представува дел од нашиот, само да видим каде е, значи овде имавме категорија на Metaverse коини, тоа е ова, 11-та, каде што 2,7% на нашето портфолио е во Sandbox токени. Сега, гледате како се движиме понатаму во проектите, така и нашата доверба и очекување од проектите не се толку големи како првите, но ипак во оваа ситуација потенцијалот во однос на маркет кап е многу поголем, се разбираме. Затоа што ова се малку помали проекти кои што најчесто има причина поради која што немаме толку големо изложување на нив. Сега,
Во однос на овие два проекти се знае дека во оваа категорија има два проекти. Се разбира, значи тие два најголеми проекти, меѓу кои првиот е Sandbox, а вториот е Decentraland Mana. Со тоа што јас лично верувам повеќе во Sandbox, првата и најбитна причина е тоа што Decentraland Mana е многу голем процент од токените се поседувани од Grayscale. И затоа не ми се топае, затоа што е многу централизиран во однос на сопственоста на токените, додека за разлика од тоа Sandbox само е по себе многу подецентрализиран. Сега, прва најбитна работа која што може да видиме е дека добри 70 па и 80% од токените се веќе пуштени во употреба, за разлика од претходниот bull market кога имаше многу помалку од истите пуштени во употреба. Значи токени се, не се коини, да бидеме јасни, и нивниот маркет кап е само 800 милиони. Значи гледате, потенцијалот е многу поголем, но ставаме многу помала алокација затоа што очекуваме многу повеќе од овој проект. Оние кои што има многу поголем маркет кап, сигурноста е поголема, но и потенцијалот за профит е помал, затоа ставаме поголема количина, се разбираме? Со тоа што 800 милиони е многу мал маркет кап, значи ова е под 1 милиарда, што значи дека е микро маркет кап. Сега, реално, пак ќе напоменам, значи активноста во метаверс световите, без разлика дали е Sandbox, дали е Decentraland, дали е некои помали, кои што ги има нови, значи се уште не е вратена и тоа ќе го видиме, значи има начин како да го измериме, но во меѓувреме гледаме дека и понатаму има многу активности. Че гледате некоја нова алфа сезона 4, во исто време овдека може да ги видите сите настани кои што моментално активно се случуваат, само момент овдека се настаните. Значи ова се моментално сите активни настани кои што се случуваат низ картата на Decentraland. Со тоа што ова се настаните, овие со джойстик што ги гледате овдека, тоа се сите активни настани кои што моментално ги гледате и игри кои што можете да правите интеракција. Со тоа што, значи гледате колку е голема прво мапата. Значи ова е цел еден виртуален свет. Сакале ние или не, реалноста е дека едноставно ќе се движиме натаму, се разбираме. Дали нас ни се допаѓа или не, тоа не е битно. Битно е дека нашите деца за жал ќе бидат дел од овој виртуален свет. А моментално, за разлика од фиктивниот виртуален свет кој што зборува Мета, значи Sandbox веќе постои и тоа постои уште од 2018-2019 година. Значи дека повеќе од 5 години е на пазарот. Од друга страна, гледаме големи имиња како Ubisoft, која што е една од најголемите гейминг компании, како The Walking Dead, една од најголемите игри моментално, Atari, една од најголемите гейминг компании и така натаму. Значи ова е само да ви кажам дека едноставно гейминг компаниите се спремаат полека да дојдат во овој свет. Ви кажувам отворено со оглед на фактот дека и Sony моментално направи Layer 2 со Neum на Ethereum. Многу поверојатно е дека првиот, да речам, виртуален свет кој што потенцијално би направил партнерство или нешто би бил нормално кој ако не The Sandbox, така. Да не забораваме дека и Konami исто така влезе во блокчейн технологијата, значи гейминг индустријата сакале не или не се движи кон тоа. Се движи кон виртуална реалност, се движи кон блокчейн. Овдека може да видиме и Gemini, може да ги видиме и Binance имаат огромно, да речем огромен дел од земјата, погледнете колку големо е на Binance, да речем земјиштето. Дополнително овдека може да видите CoinMarketCap, Galaxy Investment и така натаму, значи тоа се големи имиња кои што се дел од The Sandbox. Сега, на страна од сето тоа кажеме дека има доста активни, како што може да видите, евенти, значи ова е моментално активни евенти кои што ги гледаме. И дополнително овдека може да ги видите сите кои што веќе завршиле. Погледнете, значи на вистина станува збор, значи повеќе од 15 страни активни евенти кои што завршиле во непосредна, да речем, во непосредна минута. Така. Сега, проблемот е што? Овдека е најголемиот проблем. Ритейл секторот не се вратил. Зошто го велиме тоа? Погледнете. Ние се наоѓаме практично на all time low моментално за интересираност за овој блокчейн, да речеме, за генерално за овој проект. Значи, околу 1500, прилика 1700 играчи на ден имаме моментално во овој период, со оглед на фактот дека погледнете. Сме имале денови во претходниот bull market, значи ова е така речено крајот на bull marketот и придвижувањето кон bear marketот, кога сме биле и погледнете. До 70-80 илјади скоро играчи на дневна база на Sandbox, се разбираме. Со тоа што пак ќе кажем, ритейл секторот кога ќе се врати, ефективно ќе се вратат и играчите. Со тоа што значи овој проект од 2019, они почнале да следат од 2021. Така нешто ако не се лажам, како и да е. Значи пак ќе напоменам, нема подобар проект моментално за виртуална реалност според мене и затоа очекувам дека ритейл секторот ќе се врати токму таму. Не заборавајте дека Winklevoss Twins стојат позади овој проект, значи се едни од главните инвеститори. Со тоа што значи тоа го прави пак Gemini е голема, значи еден од најголемите
да речам менувачици во светот. Така, пак ќе напомена че тука се Atari, веќе спомнавме голема количина на земја која што ја има Ubisoft, и сега овде кога гледате некои брендови игри кои што моментално се дел од, да речем, екосистемот на Sandbox, некои познати, некои не, како и да е. Дополнително е овде дека може видите колку големи земји имаат овие големи ентитети. Сега ова се оние полиња кои што може да ги купите, затоа што буквално може да купите недвижно за Sandbox. Пак ќе кажам, дали вас ви се допаѓа или не е битно, тоа е иднината. Со тоа што пак ќе напоменам, за жал, моментално гледаме дека овие големи корпорации се уште не влегло во ова поле, иако имаше многу големи најави во претходниот bull market, посебно од Мета, дека ќе градат свој мета свет, се уште не е изграден. За разлика од тоа, Sandbox функционира. И затоа што еднаш ќе напоменам, значи, од прост потенцијал дека овој како категорија, да речам, свет ќе се развие и тоа посебно во идните генерации, јас очекувам дека Sandbox има своја иднина, нормално ќе следиме доколку се покаже дека не, тогаш нормално дека соодветно ќе се прилагодиме на пазарот, но сега за сега овој проект останува во моето портфолио, со тоа што гледаме дека неговата цена е крајно подценета, значи погледнете, дури направи all time low само пред некое време, со тоа што пак ќе напоменам, ние дополнително докупивме на оваа премногу ниска цена и очекувам дека истиот ќе има голем напредок. Сега, од самата, значи пак ќе кажам, од самата основна структура која што гледаме овде, само да го поставам ова правилно, оприлика вака би бил прав агол, значи можеме да видиме од оваа cup and handle формација на неговата техничка анализа, дека минимум очекуваме неговата цена моментално да се врати барем до овој dead cat bounce во 2022 година до $1.45 од моментални 30 центи. Значи тоа се добри 4 до 5x од овој момент нагоре, со тоа што претходен all time high беше на негде околу $8, погледнете. Замислете барем половина од ова да се врати, вие ќе бидете во енормен профит. Уште еднаш ќе напоменам зошто реков Мета, значи знаете како, ова е дел од нашата диверзификација. Значи јас и понатаму тврдам дека диверзификација е една од најбитните работи кои што треба да ги имате во вашето портфолио, односно дека треба да имате диверзификација во однос на овие 19 категории кои што моментално постојат на различна технологија на проекти во криптосветот. Значи, како пак ќе кажам, Metaverse е едноставно иднината на светот. Сакале не или не, тоа е реалноста. Значи, овие виртуални светови се иднината на генерално цивилизацијата. И затоа дали ќе биде Sandbox или ќе биде некој друг проект во иднина. Сега моментално изложувањето ни е на Sandbox затоа што има најголем потенцијал во однос на она што моментално постои на децентрализираниот пазар и затоа го поседуваме, како што може видите овдека, некаде околу 2,7% од вкупното портфолио. И затоа пак ќе кажам, значи и понатаму верувам дека е пак ризикот се исплаќа да го поседуваме овој токен. Јас верувам дека ќе се врати до претходен all time high, отворено ви кажувам, затоа што најчесто интересот кога се враќа, имаме огромен интерес за овие токени, а гледаме дека поголемиот дел од истите се веќе пуштени на пазарот, сега ќе има многу подобар ефект во следниот bull market. Следниот коин за кој што ќе зборуваме е Uniswap. Овдека е многу кратка приказна, но многу прецизна и многу битна. Односно, прво и најбитно гледаме дека 60% од вкупната количина на токените е веќе пуштена во употреба. Сега, доброто е тоа што сега се токени, сега ќе станат коини. Зошто го велам тоа? Значи, во однос на она што се планира Unichain, нивни Layer 2, но ќе стигнеме до тој момент. Станува збор за солидна количина на market cap, значи над 5 милиарди, што значи дека е среден поголемина проект. И во оваа ситуација, само да погледнеме во однос на нашето портфолио, значи истиот е моментално на како ќе дојде 12-тото место со 2,62%, беше нешто повеќе, но нели се коригираше како и останатите проекти и моментално дојде до околу 2,62% од нашето портфолио, со тоа што значи Uniswap моментално важи за најголемиот DEX, 4 пати поголем од вториот, а тоа е Torchain со својот токен Rune. Така да во однос на market cap е најстабилниот проект. Да бидеме јасни, значи екосистемот на кој што истиот функционира е Ethereum. Во Ethereum Uniswap е апсолутен шампион. Со оглед на фактот дека Ethereum и понатаму представува повеќе од 60% од DeFi секторот во целиот криптосвет, тоа значи дека 60% од овој DeFi свет претежно, значи сега не целосно, но голем дел од него поминува преку овој DEX, децентрализирана менувачница. Со тоа што ако го споредиме со останатите во однос на би рекол, нели сега, во однос на тоа колку има волумен, што погледнете,
Он беше првиот кој што се појави на пазарот и гледаме дека и понатаму голем дел од волуменот е во негови раце. Со тоа што сега гледаме дека губи во однос на овие нови дексови кои што се појавуваат, како PancakeSwap, како Radium на Solana, PancakeSwap само да му тепаш сега не се сеќавам кој беше. Мислам дека беше на Avalanche, не сум сигурен како и да е. Значи идејата е дека и понатаму има околу 30% од скупната количина на трансакциите кои што се на дексови. Се разбирам, ова е само на децентрализирани менувачници. Од друга страна, една многу битна работа која што никој, не знам зашто луѓето не ја зборуваа. Погледнете. Се повеќе и повеќе се зголемува процентот, погледнете. Значи ова е процентот на трансакции кои што се повеќе се случува на децентрализирани менувачници наспроти централизирани. Ја верувам дека децентрализираните менувачници се иднината. Значи во централизирани менувачници, исто како во банка, вие ризикувате да ги пратите вашите тешко заработени пари, кога ги вложувате овие токени и коини, затоа што доколку оваа менувачница пропадне, имате проблем и најчесто нема да може да ги вратите собствените пари. Разликата е од тоа што децентрализираните менувачници не ги депонирате вашите средства. Односно, вие ги чувате на вашиот новчаник и само во моментот на менување практично се случува оној секундарен, така речено, размена на токени помеѓу практично двата ентитети кои што сакаат да направат размена, со тоа што едниот е оној liquidity pool на Uniswap или било која децентрализирана менувачница, а другиот сте самите вие. Се разбираме? Што значи дека вие ниту во еден момент не ги депонирате вашите токени и коини и се безбедни. Така. Сега, затоа и гледаме дека од моментот кога почнува да постои Uniswap, гледаме дека се повеќе и повеќе се зголемува на процентот на трансакции од централизирани кон децентрализирани менувачници, со тоа што моментално највисокиот процент кој што успеале да го достигнат е во октомври скоро 14%. Значи дека во иднина јас верувам дека децентрализираните менувачници ќе превземат и централизираните нема да постојат, затоа што колку повеќе луѓето учат се извинувам, сваќаат дека централизираните менувачници се point of failure. Тоа е момент каде што вие може да ги изгубите вашите пари поради X причини. Неодговорност на луѓе, било каков тип на хак, кај децентрализираните менувачници такво нешто нема. И затоа уште еднаш ќе напоменам, верувам дека тие се иднината, со тоа што нормално ние го бираме шампионот кој што моментално владее со оваа сфера, тоа е Uniswap, кој што моментално најави и свој Unichain. Тоа ќе биде Ethereum Layer 2. Овој Ethereum Layer 2 ќе биде во склоп на Optimism, што значи дека ќе биде Optimistic Rollup и ќе биде практично дел од суперчейнот на Optimistic Rollups, односно Optimism, кој што практично ги спрема сите овие Layer 2 да бидат дел од оваа технологија која што ќе направи интероперабилност помеѓу сите Layer 2 проекти кои што се наоѓаат на Ethereum. Тоа е одличен проект и ако мене ја прашувате, Optimism се повеќе и повеќе значи ме импресионира како блокчейн, да се надеваме дека суперчейнски успеат, значи тоа е нешто што го лансираат моментално и дека ако на овој начин успеат да ги здружат сите овие Layer 2, тогаш Optimism ќе има на вистина специјално место во Ethereum екосистемот. Така да во оваа ситуација пак ќе напоменам Unichain со нивниот нов блокчейн кој што ќе биде Layer 2, значи се стреми да има што поголема независност, но нормално повторно и понатаму функционира за целиот Ethereum екосистем, се додека Ethereum е голем и Uniswap ќе биде голем. Неминовно. Со тоа што станува да видиме дали истите ќе имаат и свој значи сега се Optimistic Rollup, за сега се слично на Base, кој што нема свој блокчейн, го користи матично Ethereum и Optimistic, значи Optimism, така. Но понатаму може да одлучат и дека своите Uni токени, наместо само за fees на DEX-от ќе бидат користени и за стейкинг, за обезбедување на мрежата, но останува да видиме. За сега, ова е само најава, се уште го немаат лансирано, се очекува текот на овој и почетокот на следниот месец да биде лансиран овој чейн. Така да ова е крајно позитивно и ја верувам дека ова ќе биде едно од позитивните работи кои што дефинитивно ќе помогнат на нашето портфолио. Значи не заборавајте, пак ќе напоменам во однос на нашето портфолио, само момент. Значи јас си понатаму тврдам дека и ова е нешто што е дефинитивно потребно, затоа и не држиме никакви токени и коини на централизирани менувачници, без разлика дали се големи или мали, затоа се фокусираме на дексови кои што веруваме дека се иднината. И овдека може да видите, значи во однос на Uniswap рековме дека еве, значи во DeFi, значи иако ова не е директно DeFi проект како што е Aave и Compound за позајмување, истиот е дел од DeFi затоа што овозможува нели размена на коини и токени, така да затоа го рачунаме како дел од нашата DeFi категорија.
Сега, односно на неговата техничка анализа, оно што можеме да го забележиме е овој енормно голем тренд кој што е уште од самиот врв кој што го воспостави во 2021 година, каде што гледаме една огромна погледнете овде. Значи ова е огромна формација, каде што имаме shoulder, имаме head, имаме another shoulder. Значи ова се тие стандардни, едноставно постојано се појавуваат. Тие се оние стандардни, да речам, формации кои што постојано ќе ги гледате на вашите чартови. Верувајте ми, како повеќе тренирате, така повеќе ќе ги гледате и ќе ги следите нормално со тоа што погледнете. Значи, ако го ставиме ова од овој момент каде што се формирало најголемиот дел на корекцијата, тоа е практично и дното на Uniswap во претходниот bear market. Значи, од оваа формација ние можеме да очекуваме енормно голем скок кога конечно ќе ја поминеме оваа тренд линија. Со тоа што гледаме дека последната корекција веќе завршила до 0,786 од Фибоначи, ова може да го испричаме моментално и погледнете сега. Во оваа ситуација ние практично очекуваме, значи тоа е од големата формација во претходниот bull market, а ова е од оваа помала формација која што сме ја добиле од последниот дел на, погледнете сега вака, значи од последниот дел на корекцијата која што гледаме овде, значи погледнете. По прилика се поклопува, така. Значи, гледајте како би изгледало, значи иако не е баш не е најмало полево во кое што очекуваме да се придвижи цената, но таа е таа конвулзија на индикатори кои што ни даваат прилика што очекуваме за одреден коин. Иако станува збор за голема мета од 47 до 67-70, тоа се пак на некои $20 кои што нема да бидат голема разлика кога цената конечно ќе достигне таму горе. Така, со тоа што пак, значи ја очекувам голем импулс нагоре кога конечно ќе пробиеме над оваа тренд линија и пак, значи само што сме почнале да се движиме нагоре. Ова е само почеток. Ако отидеме на месечно ниво, верувам дека уште по-добра слика ќе видиме за се тоа, погледнете. Значи ова е само почеток на движењето, погледнете. Значи овдека ние само што почнале да се движи нагоре, и VWAP, и MACD, и Stock RSI, и RSI, се е неутрално, дури и препродадено би рекол, така. Значи пак ќе напоменам, минимум очекуваме $50, што од оваа ситуација тоа е некој 5x, 6x, но јас верувам дека и многу повисоко ќе постигнеме од претходниот all-time high, но нели, останува да видиме постепено, не сакам да се брзаме со мети барем за овој проект, затоа што пак треба да видиме како истиот ќе се покаже во овој bull market, дали ќе има доволно интерес за истиот, но и понатаму гледаме дека е најголемиот на пазарот. Уште еднаш 5x за нас ќе биде одлична добивка, затоа што го купуваме на многу ниски цени, но како и да е, уште еднаш ќе напоменам, верувам дека истиот има многу добар потенцијал, посебно ако забрза Ethereum Spot ETF и почнат да влегуваат институциите. Да не забораваме, значи децентрализираните финансии имаат многу голем потенцијал и верувам дека институциите тоа наскоро ќе го дознаат, а кој не, ако не и првиот шампионот во децентрализирани финансии, тоа е Uniswap. За следниот кој сите ќе сакате да знаете многу, така, Hedera H-Bar. Вака сега. Ова е прост пример кој што ви покажува дека диверзификација на портфолио е клучно. Зошто го велиме тоа? Значи јас Hedera имав само заради тоа што првенствено ви кажувам. Hedera H-Bar имав само заради тоа што се ациклик граф, значи тоа е практично хеш граф технологија која што не е блокчейн, туку е нешто па би рекол подобро од блокчейн, така. Тоа е првата причина и втората причина затоа што беше дел од ISO 20022. И ние постојано зборуваме дека Hedera и нивниот governing council ни покажуваат дека на вистина станува збор за голема поддршка од институции. Тоа ние постојано го зборуваме. На последниот самит на Светската трговска организација ние буквално покажавме една многу интересна работа. Ова е Давос. Овдека се збираат овие светски џукели што одлучуваат за нас. Значи погледнете. Во Давос нема други блокчейн проекти на влезот на практично нели одржувањето на Светскиот економски форум, туку само Hedera е. Значи замислете, Hedera имаше, ја ови го покажа во Давос, ако се ќавате, кога беше, но сега знаете како, тоа е оно што ви го зборував за за диверзификацијата. Не можете да погодите се, невозможно е, не може да ги имате правилните проекти, невозможно е. Она што можете е да диверзифицирате по категорија и да имате шампиони во секоја категорија, која што потенцијално ќе ви помогне да фатите што повеќе од овие шампиони, кои што ќе имаат најдобар да речем перформанс во еден bull market. Така и во оваа ситуација нашиот H-Bar се наоѓа првенствено во Internet of Things. Иако станува збор за, па би рекол, layer 1, затоа што има свој и блокчейн, да речем, но е надграден со оваа ациклик граф, хеш граф технологија. Сега, зошто е ова толку битно?
Значи истиот ние го рачунавме како дел од Internet of Things. И пред 3 дена кога почнавме да ги правиме овие видеа, HBAR беше 2,5% од нашето портфолио. Сега е 4,5%. За само 2,5 дена како ќе дое таму, значи порасна на 4,5% од нашето портфолио. Како да ви кажам, тоа е, пак ќе напоменам, не можете да ги фатите, невозможно е, се разбираме. Значи моментално HBAR се наоѓа, верували не овде. Значи се наоѓа веднаш до On the Finance. Така да, зошто постојано зборувам? Кога правите диверсификација, значи ние правиме, пак ќе кажам, екстензивно истражување за секој од овие проекти. Но едноставно, колку и да правите истражување, никој не може да предвиди дека ќе испадне вест во која што SpaceX лансира моментално сателити со технологија на Хедера. Кој може тоа да го предвиди? Ако се знаете со Илон Маск па да ви каже дека вакво нешто се планира, да. Иначе можете да го предвидите? Не. Така да, затоа што јас ќе напоменам. Диверсификација на портфолиото не значи дека вие сега треба да имате 1000 коини. Не, треба да имате во однос тоа колку капитал поседувате, толку големи, значи тоа е ваша одлука. Пак, конструкција на портфолио, имате посебно видео во нашата плейлиста за напреден курс за техничка и фундаментална анализа. Постои видео кое што се нарекува конструкција на портфолио и јас тоа видео ќе ви го ставам во дескрипција. Значи, првото видео кое што ќе биде во дескрипција е за Black Friday, а второто видео ќе биде токму тоа. Како се прави портфолио, со тоа што ќе може да погледнете надвор од доларна вредност, како оприлика ние правиме и конструктираме едно портфолио. Се разбираме, тоа ќе биде доста поучно видео за вас ако не сте го погледнале, и затоа ќе напоменам дека диверсификацијата е клучна, но и предиверсификација е лоша работа, затоа што ако ви имате $10 во Хедера, дури да отишол 50x, вие ништо не сте направиле, се разбираме. Така да затоа е многу битно да имате соодветна диверсификација во однос на капиталот кој што го вложувате. Сега, на страна од сето тоа да погледнеме зошто Хедера, значи прва и најбитна работа, пак, значи станува збор за добри 80% од токените се веќе пуштени во употреба, значи не е стигнат ниту до средни, значи се уште е во мали проекти. Не заборавајте дека пред само 2 недели беше со многу помал маркет кап, значи да ви покажам, ако погледнеме во однос на неговиот маркет кап, значи ќе погледнеме дека истиот имал енормно голем раст на маркет капот во последните 3 месеци, погледнете. Значи маркет капот му бил 1,7, а сега му достигнал неверојатни над 5, па сега се спуштил под 5, така. Што значи дека бил буквално на границата помеѓу микро и мали проекти. Како и да е. Значи ние искористивме дел од овој памп затоа што ние го имаме Хедера долго време во нашето портфолио. Погледнете назад ќе видите дека Хедера секогаш била дел од нашето портфолио. Еве го тој хешграф консензус како што кажав, значи за разлика од блокчейн каде што се оди блок по блок, хешграф може да процесира наеднаш неколку блокови и тоа го прави многу побрз и многу подецентрализиран од блокчейн, се разбираме. Значи, во оваа ситуација ваквата технологија е напредна и е подобра од блокчейн технологијата и затоа хешграф може во оваа ситуација Хедера да процесира многу повеќе трансакции и многу посигурно. Повторно, има плусови и минуси, но генерално тоа е една од најдобрите работи за овој проект. Втора битна работа. Погледнете ги имињата кои што се дел од... сега, знаете како? Блокчейнот кој што го технологијата кој што ја поседуваат хешграф е крајно децентрализирана во однос на самиот начин на кој што се функционира. Но и понатаму поседуваат нодови. И овие нодови, како што можеме да видиме, се многу централизирани. За разлика од тоа како што е, например, земете го Cardano, кој што било кој може да биде пул оператор, тоа е практично нод. Во Хедера гледаме дека само најголемите организации во светот имаат таква можност. Погледнете. Ова е советот на Хедера, кој што во исто време има и свој нод и заседава практично со одлуките на Хедера како понатаму истиот да продолжи да функционира. Погледнете кои се само дел од нив. Boeing, IBM, така, Dell Technologies, LG, значи гледајте ги имиња, како да ви објаснам. Значи мислам дека ова се ви кажува. Така, Mondelez е еден од најголемите производители на прехранбени продукти, Ubisoft, Deutsche Telekom, така. Значи станува збор за конгломерати. Ова се најголемите организации во својата сфера, така. Значи без разлика дали е технологија, компјутери, дали е производство на не знам, авиони и space шатлови, значи тоа се најголемите, така. Со тоа што пак ќе напоменам, не заборавајте, Хедера е официјален партнер на Светскиот економски форум. Значи тоа е како да ги имате буквално сите најголеми, пак ќе кажам, тапоглавци во светот кои што нели одлучуваат за нас да ви бидат партнери, така. Со тоа што уште еднаш, значи во целиот овој село Давос само Хедера има
овие маливе постерчиња што ги гледате овдека. Така. Сега, како што ја ти кажеме, значи официјално ова не е директно SpaceX, туку ова е компанија која што се работува со SpaceX, компанијата се нарекува, само да видиме точно како беше. Значи ова е компанија која што се нарекува WiseK. Значи WiseK е компанија која што лансира сателити за практично, како што успеав да разберам, плаќања. Идејата е дека брзината која што Hedera има, која што може да биде многу голема, затоа што ациклик граф колку повеќе трансакции, толку повеќе се забрзува и троши многу помалку енергија од Ethereum за целата оваа ситуација, помага да имаме енормно голема, прво, сигурност, второ, брзина на сите трансакции кои што потенцијално може да бидат процесирани преку сателити. А знаете дека преку сателити се тоа може да биде многу брзо. Така. И поради оваа причина моментално WiseK кажува дека понатаму други сателити исто така ќе бидат лансирани со H-bar технологијата. Така. Со тоа што во исто време и еден од практично ова се главните чермени, да речам, на бордот на Hedera е еден од кандидатите да биде следниот SEC chairman, да биде главниот на Комисијата за хартија од вредност на Мурика. Значи тоа е Брайан Брукс и замислете ако такво нешто се случи, Hedera има да експлодира, буквално целосно да експлодира. Така. Со тоа што веќе експлодираше, значи ова е само плюс. Се најавува партнерство со XRP, значи ова е моментално и со Goldman Sachs, една од најголемите банки како во Америка, така и во целиот свет. Значи гледаме големи потези од страна на Hedera. Во исто време гледаме дека шведската централна банка моментално ги користи Algorand и Hedera за пробен CBDC, значи дека овдека веќе имаме и потенцијален CBDC, односно дигитална валута на Централна банка на Шведска, да биде лансирана на овој блокчейн и нормално за крај, ова се само најновите вести, пак ќе кажеме че има многу, со тоа што не заборавајте дека во исто време самиот H-bar е исто така и ISO 20022 compliant, односно е веќе целосно во склад со регулативата за новиот стандард за меѓубанкарска комуникација и капитални трансакции, како што може видите и сами, значи он е еден од оваа листа која што е целосно компатабилна со новиот систем за комуникација помеѓу финансиските институции, кој што, како што кажавме, почнува од ноември 2025 година. И ова е најнова вест, тоест не е баш најнова, но нешто што го најдов што е интересно. Hyundai и Kia моментално го користат Hedera за тракинг на своите CO2 емисии. Сега, зошто го ставив ово еко малку постаро? Значи, се што е зелено моментално е бит. Така, значи, кога се користат ваков тип на технологии за подобрување на, да речем, планетарната состојба во однос на екологија, тоа секогаш е примамливо. Се разбираме, зашто ви кажав, Algorand е следниот кој што ќе работиме заедно со Hedera, се крајно зелени. Значи користат многу помалку електрична енергија за да може да функционираат, а во исто време се многу сигурни и многу брзи. Со тоа што како крајно зелени се крајно примамливи за она што моментално се случува на зелена агенда. И затоа ја ставив оваа вест, затоа што значи не е само Hyundai и Kia, ова е само како пример, има и други, но Hyundai и Kia се едни од најголемите производители на моторни возила, кои што во оваа ситуација користат Hedera за мерење на CO2 емисиите на глобално ниво. Тоа ви кажува дека има интерес за оваа технологија за, така речено, воведување на зелена пропаганда. Реално е, потребно е да бидеме јасни, значи ја уништуваме планета и тоа во брзо темпо, така да тоа ни е повеќе потребно и кога гледаме вакви блокчейни дека се користат во таа намена, значи тоа е крајно позитивно. И сега знаете зашто кажав ова, не само H-bar, следниот е Algorand за кој што ќе разговараме со истата идеја. Значи ако утре дојде до ситуација да секоја компанија има потреба блокчейн, а гледаме дека натаму се движи сето ова, кого ќе го одберете вие? Биткоин, кој што е бавен и има огромна цена позади секоја трансакција, или ќе одберете блокчейни кои што се крајно, да речем, во оваа ситуација пријателски настроени кон средината и кои што има многу поголема брзина и многу поголема сигурност. Така, че ова се веќе следна генерација на Layer 1, како што е H-bar и Algorand. Затоа и, например, во оваа ситуација пак ќе напоменам, се крајно позитивни и затоа ги имаме во нашето портфолио, затоа што ќе бидат крајно пожелни како се движиме понатаму во, нели, заштитите планетата на некој начин економија. Што имаме овде кај значи H-bar, сега тоа е работата што многу луѓето ме прашуваат, погледнете. Значи H-bar практично уопште не ни излегол од оваа првична формација која што ја гледаме овдека, значи ова е само почеток што го гледаме моментално.
Значи, буквално имаме Head and Shoulders, кој што воопште не излегол надвор од првичната, погледнете, што е првичната формација, Head and Shoulders, ова е метата која што очекуваме да продре од овде каде што практично почнала до претходниот all time high. Погледнете. Со тоа што гледаме дека според тоа што гледаме вестите кои што ги имаме за HBAR, голема е веројатноста дека ќе имаме и нов all time high. Проценките се од претходен all time high, како да речам FIB корекција од 1,7 до негде 2,5. Значи, оприлика $2 би било оно што го очекуваме за HBAR, со тоа што овие 12, 10 нека се центи моментално, се околу 20x. Тоа е огромен напредок, со тоа што он ќе има веќе добри 5x до претходниот all time high, но не заборавајте, ова е само почеток. Значи, оние кои што ме прашуваат дали е премногу високо, ја не можам да ви кажам дали да купите или не. Можам да ви кажам, погледнете ги индикаторија. Значи, HBAR се уште не пробил MACD над нулата. Се разбирам, че се уште во корекција надолу. Само што сме добиле корекција нагоре. Ова е само почеток, ја што ви кажувам. Значи, алткоин сезоната, ова е само почеток. Погледнете техничка анализа, така. Значи, имате 100 RSI кој што пред да почне оваа корекција бил 8, 6. Тоа значи дека бил крајно препродаден. RSI кој што бил 42, кој што бил многу низок, така. И после оваа масивна корекција ние имаме 58 RSI и 40-100 RSI. Че уште не е почнале, а 70 се рачуна дека е прекупен, така. Значи дека ова е само почеток. Сега, следен коин кој што треба да го разговараме е Algorand. Значи, Algorand, ако се сеќавате, ние разговаравме дека е дел од нашите Layer 1 солуции. Значи, јас HBAR го ставив во, не заради тоа што е дел од во оваа ситуација од IoT, Internet of Things, но едноставно во оваа ситуација не можам да го ставам само во Layer 1, затоа што не е чисто Proof of Stake или Proof of Work, туку е нешто сосема поинакво, нешто надградено, тоа е хеш граф, циклик граф, значи затоа и не го ставив таму, а од друга страна немам некоја соодветна категорија каде да го ставам и затоа го оставив во Internet of Things, каде што ги ставам сите токени, освен XDC и XRP, кои што се ISO 20022 compliant, за да можеме да следиме како истите напредуваат како категорија. Сега, следно што разговараме е Algorand, кој што е дел од нашите смарт контракт, значи ова е Layer 1 солуции, каде што поголемиот дел од овие се големи, така, и DOT, и ADA, и Ethereum се масивни проекти, така. Со тоа што во оваа ситуација Algorand е мал проект. Иако има, да речем, минато како Cardano, е мал проект. Чистиот има 1,8 милиарди долари и има повеќе од 80% од токените веќе распределени на пазар. Што значи дека е веќе во некоја зрела фаза. И сега пак ќе напоменам, главната причина поради која што го имаме Algorand во нашата портфолија е неговата технологија. Неговата технологија е буквално state of the art. Значи, прво да не забораваме дека неговиот креатор е човек кој што добил енормна количина на награди, многу пати сме зборувале за него. Значи, истиот има моментално и она, како што ја нарекуваат, Нобелова награда за математичари, како и да се нарекуваше, не е битно. Значи, нема да налегуваме сега премногу за истиот, но само сакам да кажам дека оној Proof of Stake, Pure Proof of Stake кој што го измислил е апсолутно ремек дел. Генерално токеномија е на многу добар момент. Значи има многу мал маркет кап, реално, и има огромна количина од токените веќе распределени на пазарот. Прва работа која што уште ќе напоменам е дека е крајно зелен. Значи ова е најзелениот блокчейн кој што го поседуваме. Не само што е карбон неутрален, он е карбон негативен, затоа што голем дел од физ кој што ги поседува Algorand фондацијата, кој што ги добива овие фии за секоја трансакција, ги дава на неколку организации. Ова кога погледнете видеото за Algorand кој што го имам, че сите овие токени имаат свое видео во нашата плейлиста на анализа на коини и токени. Значи таму ги имате поред, може да ги најдете сите овие проекти. Со тоа што во овој момент пак ќе го напоменам тоа дека Algorand не само што е крајно зелен, не само што буквално нема емисии, туку и дел од своите физ ги уплаќа на вакви организации со цел да помогне во намалувањето на емисиите на јаглероден диоксид во светот. Сега, значи тоа е едно од позитивните работи што ќе напоменам, пак ќе ја прашам, размислете. Се движиме кон зелена ера, така? Значи се треба да биде обновливо, коли, згради, се треба да биде рециклирачко, така? Каков блокчейн ќе користите? Ethereum, Биткоин кој што има енормна конзумција на струја, или ќе користите Algorand кој што нема конзумција практично. Сега има конзумција на струја кој што е минимална, дополнително нема никакви емисии, така.
Значи, затоа ќе напоменам, една од главните причини поради кои што го поседуваме е токму тоа. Како Algorand, така и Hedera. Со тоа што неговиот Pure Proof of Stake е најдобрата верзија досега измислена на Proof of Stake консензус. Pure Proof of Stake нема нодови, туку и затоа практично го прави да биде толку ефикасен и толку мала конзумција на струја е потребна. Секој човек кој што е дел од оваа мрежа е практично нод за следната трансакција. Значи, погледнете го видеото за Algorand, таму дебело објаснуваме за сето ова. Идејата е дека не постои, значи, еве беше, значи, Силвио Микали е креаторот и он уствари и оној кој што го измислил Pure Proof of Stake, значи е ремек дело, буквално. Значи, ние имаме ситуација во која што немате нодови, а секој човек е така речено нод во Algorand мрежата. Што значи дека имаме апсолутна сигурност, затоа што вие со тоа што сакате да процесирате вашата трансакција, вие гарантирате за сигурноста на мрежата, се разбираме. Така да тоа е крајно позитивно, нивниот алгоритам нивниот консензус алгоритам е одличен, со тоа што дополнително нивната технологија е толку многу заштитена дури од квантни компјутери. Така, значи ние објаснивме, ако се сеќавате кога зборувавме за опасностите против биткоин, она видео за биткоин против војна, погледнете го, тоа е дел од нашата плейлиста Напреден курс за техничка и фундаментална анализа, каде што објаснивме дека квантната технологија или квантните компјутери се потенцијално едно од оружјата кои што може да се закани на блокчейн технологијата, но сме некои добри 5 декади назад со технологијата која што е потребна за да може да се закани на блокчейн технологијата. Со тоа што Algorand е веќе напред и пред оваа потенцијална опасност и има заштита од квантна технологија и квантни компјутери. Значи алгоритамот и овој консензус кој што го зборуваме на Pure Proof of Stake е заштитен дури и од квантни компјутери. Значи тоа ви покажува дека навистина е bulletproof овој проект и нивниот консензус. Со тоа што не заборавајте дека Algorand моментално сега нема да зборуваме за помалите, зборувам само за најголемите партнерства. Значи Cardano, Ripple, Algorand и HBAR стана така речена алијанса за децентрализирано враќање на вашата фраза, recovery значи of the phrase. Тоа е она фраза која што ставате на вашиот новчаник и ова е, нели, рековме, посебна технологија во која што овие 4 блокчейни се обидуваат да воведат нова технологија со која што децентрализирано ќе го разделите вашиот клуч на неколку, да речем, дигитални делови, кои што го разделувате и го давате на ваши најблиски. Ако го изгубите вашиот клуч, ги земате овие делови и ги спојувате. Сега не е баш така едноставно како што јас го кажувам, но нели за лаик мислам дека е доволно јасно. Значи ќе има начин како дигитално да ги споите овие делови и да го вратите назад вашиот клуч, нешто што моментално е невозможно. Но ова е интересна технологија која што ја развиваат заедно сите овие блокчейни, вклучувајќи го и Algorand. Cardano моментално е во потенцијално правење на партнерство со Algorand исто така. Значи ова беше најавено пред неколку месеци, но се уште се чека и очекувам дека ова ќе биде реалност наскоро. И тоа како партнер чейн беше најавено дека ќе биде, значи ќе има интероперабилност помеѓу истите. Со тоа што една многу битна работа која што мора да напоменеме, очигледно Algorand фондацијата е свесна за тоа каде се движи сето ова и свесна за тоа колку регулативите ќе бидат битни. Algorand моментално има свои 2 стейбл коини кои што веќе имаат мика компатабилност, односно на целата европска територија може да функционира. А тоа се USDC-A, значи тоа е верзија на USDC која што постои на Algorand на екосистемот, и EURD, значи ова е еурдолар, како ќе дое сега. Не е ни битно. Во секој случај, значи станува збор за 2 стейбл коини кои што се целосно мика компатабилни и ќе бидат на Algorand блокчейнот и ќе може да се користат низ цела Европа. И за крај, како и другите проекти, така и Algorand е дел од ова ISO 20022 компатабилна листа на проекти, блокчейн проекти кои што се веќе дел од овој нов стандард за меѓубанкарска комуникација. Нормално пред да завршиме, многу битно е тоа што мора да спомнеме дека денеска ќе биде извештај на Nvidia за нивната заработка во третата четвртина од 2024 година. Така да пазите си ги вашите рендер, пазите си ги вашите ASI токени. Верувам дека ќе има добар напредок. Сега за сега, еве како што веќе гледам, додека го правиме ова видео, тоа е 2 часа и 30 минути.
Моментално имаме нов all-time high од $94,413 биткоин и очекувам дека својствено на ова постепено ќе следат и останатите алткоини. Гледате дека скака биткоин, па потоа кога имаме малку стагнација и алткоините се движат. Но нели за тоа потоа кога ќе разговараме за техничка анализа, буквално можам да видам дека Bollinger Band конечно се придвижи нагоре и со тоа нормално направи простор за и биткоин да може да се придвижи нагоре. И Bollinger Band моментално е на 100,000 биткоин. Значи да чукнам дрво, може да го достигнеме тоа многу скоро, но да се надеваме дека нема биде така, затоа што уште еднаш ќе напоменам. Колку подолго се задржи и постепено се движи, толку подобра структура имаме и нема да има толку масивни падови. Као што веќе напомена во вчерашното видео, значи тоест не во вчерашното, денешното видео во 5 часот попладне, значи на BlackRock не му е проблем, гледаме дека он не се плаши од нуклеарна војна, исто и на Fidelity, исто и на ARK Invest и Bitwise, гледаме дека дебело си купуваат и не име гајле, нека има биткоин, па ќе видиме ако има нуклеарна војна, тоа ќе размислуваме очигледно. Така да уште ќе напоменам, ова е крајно позитивно за сите нас, гледаме дека луѓето очекуваат позитивен, да речам, во оваа ситуација пазар, тоа јасно го гледаме според купувањето на овие големи ентитети. Чекајте да видиме што ќе случи со овие видеа и оние кои што се нови на нашиот канал, погледнете го видеото на самиот врв затоа што има повеќе од 1300 видеа и едноставно значи тоа е масивен материјал, потребно вие да ве води така речено, така да погледнете овдека ова видео ќе ви стане јасно што и каде може да најдете на нашиот канал. Во дескрипција на видеото овдека како што кажав ќе ги ставам двата линкови, тоа е првиот за Black Friday, доколку сака да се приклучите на нашата Patreon заедница и вториот тоа е како да конструирате ваше портфолио. Тоа ќе бидат линкови кои што ќе бидат ставени во дескрипцијата на самото видео. Потоа кои се да речам во оваа ситуација нели темите на кои што разговараме по редослед за да може да знаете каде да гледате во видеото и што. Пак би ве замолил, значи, лайк, шер, сабскрайб, комент се едноставни работи кои што може да ни помогнат оваа бесплатна материја да ја споделиме до што повеќе македонци. Така да помогнете ни за едноставно да помогнеме на што повеќе македонци да достигнат знаење кои што им е потребно за да бидат инвеститори во иднина. Овдека може да го најдете линкот на нашата Patreon заедница. Уште еднаш ќе напоменам, тоа е Patreon заедницата која што ни помага нас да растеме како канал, а вас ви обезбедува да ги добивате овие канали, овие материјали порано, како што на пример денеска Patreon заедницата веќе ги доби, уште до 3 часот практично ги доби двете видеа кои што вие ги гледате во попланевните часови. Значи дополнително некогаш ги добивате и еден ден порано. Овдека се купиме кафе апликацијата, блокчейн адресите, тоа се посебен тип на апликација која што ни помага да собереме некои средства за помош на македонците во Македонија. Се тоа што е собрано овде, кога ќе има доволно средства, го донираме назад на македонците во Македонија на одредена нели кауза, како што тоа беше во последните два пати на црковна организација кај што дониравме околу 700 и 800 евра, значи прехранбени продукти, нели пак ќе кажам, значи идејата е македонец за македонец. Овдека си нашите социјални мрежи кои што би ви препорачал да ги следите, затоа што може да добиете дополнителна информација од она што го работиме на самиот канал, како и нашите резервни канали на Odyssey, Rumble и Rutube. Rutube секој сабајле очекувате видео од нашата постоечка плейлиста на напреден курс за техничка и фундаментална анализа, сите оние кои што се малку назад со материјалот, да можат да достигнат и да го следат нашиот материјал, односно да достигнат знаење, за да можат многу полесно да следат нашиот материјал во иднина. Така да ви благодарам, се надам дека уживавте денеска на вистина работев буквално за македонците ширум светот, така да уште еднаш ќе напоменам, замислете ако ова го работам професионално, ако ќе достигнеме доволно средства од самата Patreon заедница, значи тоа ќе бидат средства кои што ги користиме за да можеме да работиме за вас на дневно ниво и нели да можам да елиминирам кариера и да се посветам целосно на едукација на македонскиот народ во однос на геополитика, макроекономија и блокчейн технологија. Благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџи.